Човек учи додека е жив, а и возрастните се уште учат од децата. Тажни детски очиња со желба за исполнет роденденски ден беа потик за Билјана од детската игротека Џамбо во Штип да се разбуди хуманитарната страна и да понуди радост на многубројни дечиња низ годините, организирајќи бесплатни роденденски прослави за дечиња од семејства од ранливи категории. Верувајте, детската енергија и енергијата на славеникот е движечка сила за роденденот. Кај дечињата едноставно нема глума. Тие умеат да препознаат кој ги сака, кој не, или едноставно тие умеат да препознаат најмногу убава енергија. Цели 18 години игротека Џамбо во Штип нуди извонредни роденденски прослави, а во последните 11 години и бесплатни за дечиња за кои им е најпотребно, без реклами и за гарантирана дискреција на идентитетот на клиентите. Со тоа што сега, последно што се случи, нели, нудејќи помош на една мајка која што јавно побара, нели, да се помогне, приметив дека колку малку е потребно да се разбуди свеста кај луѓето да помагаат. Едноставно се вклучија многу безброј луѓе кои што се понудија за помош. Мораме да ги нагласам Бранкица Миновска која што понуди торта. Ивана Павлова исто така секогаш е расположена за да нуди за помош. Така нататък се извинувам доколку некој заборавам да го именувам од последниот пост. Незината работа низ годините ја наследуваат незините деца и продолжуваат со истото хуманитарно темпо. Најголема сатисфакција за една мајка е кога ученикот стане уште подобар од учителот, токму така Кити веќе 5 години сама ја менаџира игротеката Џамбо, по која секако јас помагам, и јас секогаш ги учам децата дека љубовта се множи само кога се дели. И сите ја продолжуваат, мислам, таков хуман гест да работат, за да помагаме на дечињата. Секој еден од нас може да биде голем хуманитарец, апелира Билјана. Јас апелирам до сите мои наши сограѓани дека ние се наоѓаме во оваа бранша и помагаме на овој начин. Тоа што можеме го нудиме ние. Нашето малку за некој значи многу. Други сограѓани, доколку од Елката има 16 пакетчиња, сигурно 6 може да поклонат на деца од ранливи категории. Тие што имаат големи бизнеси исто така можат еден дел да понудат парично или материјално на деца од ранливи категории. Секој може, само треба да сака.